Dobro večer, dragi prijatelji, nek ubав сон. Вечерва ќе ви објаснам една работа. Гледате во наслов, тоа е порнешна изјава на германскиот канцелар Шредер, или Герхард Фриц Курт Шредер, кој изјави уште за негово време, значи он беше канцелар на Германија од 1998 до 2005 година, кажа дека он под Европа или Европска унија ги смета земјите кои беа под Австро-Унгарија. По неговиот заменување од канцелар на Германија доаѓа Ангела Меркел, која продолжува неговиот пат. А кој беше негов пат? Он имаше одлични односи со рускиот председател или председател на Руската федерација Владимир Путин, бидејќи беше дел, мислам дека се уште не знам дали се откажа, од управни одбор на рускиот голем нафтен гигант Роснефт. Што во значи? Дека оно што го започна Шредер, го продолжи Ангела Меркел и затоа она можеше да замине, дали природне како, 2021 о местото канцелар на Германија. За време на Шредер он имаше одличен однос со Путин, че он беше од 1998 до 2005 канцелар. И он тоа ќе изјави веќе дека Германија или Европската унија ја интересира земјите само што беа под Австро-Унгарија. Кој ќе погледате состав на Европската унија, кои се тоа земји? Гледаме дека се таму и Хрватска, и Словенија. Се води борба за Босна, бидејќи Босна беше под Австро-Унгарија, но тука се земјите кои беа дел од фашистичката коалиција на Хитлер, Моската, Берлин, Рим и Токио. Што сакам да кажам? Македонија беше антифашистичка земја, нити била под Австро-Унгарија, а Србија делумно била, тоа само делот на Војводина. И од тие причини, веројатно Србија се оценува за признавање на Косово, за отстапка кон Унгарија, бидејќи Орбан има добри односи со Путин, а Орбан е човек на Путин во Европската унија. Македонија нема теорија да влезе во Европската унија и да не ве чуди зошто Албанија доби дата за преговори, а Македонија не доби. Албанија сигурно не ги поќе исполнува своите од нас, но друга причина. Не знам колку од вас знаат дека Албанија е создаде токму Австро-Унгарија 1912 година, а 1913 е признаена. Тоа значи ништо не е случајно, така да Македонија никош нема да влезе во ЕУ, а тоа работа ЕУ е на чекор пред распад, значи 2005 званично почнува распад, инаку за мене распад на Европската унија започна со Брекзитот на Велика Британија. Ја мислам дека Христо Мицкоски, актуелниот премиер на Република Македонија, за мене Република, е во моментот премиер на Република Северна Македонија, но многу добро му е една работа, а тоа е што црсто кажа дека Македонија е затворање на ОСО, но со одложено дејство за влегување на бојарите во ОСО. И треба да обстои на тоа, инаку на Македонија се дестабилизација како и на Србија. Ви погледнете, ја го кажа, главните цели ќе бидат дестабилизација на Србија и на Македонија. Србија е факт дека во Втората светска војна исто беше антифашистичка мрежа на Србија, недичевци беа со Хитлер и беа во Русија. То Хитлер не го забора, то Путин и русите не го заборават. Вие ако земете историјата на Србија, она никогаш не војувала во коалиција со Русија. Нити за време на Првата светска војна, нити за време на Втората,
Главни нивни сојузници и првата беа Франција и Англија, од нив највише ќе отвеќалеа. Значи, денес кога се почита оно што ќе те добро натепа. И не е случајно и во Србија, например, во Министерство за одбрана има цел прат на НАТО, а наводно се неутрални, тоа Путин го знае. И од таа причина ви кажам дека Македонија беше антиполитичка, че не беше во таа коалиција, плюс Македонија, нити еден дел од Македонија, мислам, етничка Македонија, тоа е Еге, Пирин, Вардар и Предпанска дел од Предпанска во Албанија, никогаш не било под Австро-Угарија. Или поточно, не била мајка во Австро-Угарија. И затоа треба да се истранува, инаку, вие кој земете уште од Наполеон Бонапарта, комплетен Запад беше не само војските на Наполеон Бонапарта, против Царска Русија. За време на Втората светска војна не беше само Хитлер, пак беше комплетна Запад и нормално тука Бугарија. Инаку, овие варшавските земји, што напреди навлегува во ЕУ, тоа се повеќе католички земји, освен Бугарија, Романија не сум сигурна дали е во ЕУ, бидејќи Бугарија беше дел фашистичка Германија. Од тие причини, премиерот Мицкоски треба да истрена тоа што го кажа, ќе добие голема доверба етничките македонци и голема поддршка. Ја му честитам на тој потек, тоа е добар потек, и Европската унија, или сега што сам, ќе треба, не ќе треба, но сигурно ќе покушат, бидејќи Македонија е во НАТО, да и оваа територија и треба, во случај на војна, али таа војна била краткотрајна, бидејќи Русија не сме никако ориентиран, морам објективно како новинар аналитичар, образован аналитичар, е многу војно посилно од тоа заедно со НАТО, потоа само година не ми текнува кој беше, што беше за Европа изјави. Во моментот Русија е посилна од тоа заедно со НАТО. Тоа беше добри 7-8 години. А да не зборуваме во меѓувреме што се појави новите хиперсонични оружја на Руската Федерација, па и овој последниот речник или речник, што викат, што носи 6 боеви глави, а има доме до 5000 км. Интересно работа, оно што многу пати кажам што мисли Владимир Путин, председател на Руската Федерација, тоа го кажува Медведев, он ги даде и точките, поточно градовите кои ќе бидат гаѓани во Европската унија со новата ракета, значи нема да бидат нуклеарни полнења, овие имат страшно разорно дејство, само со тоа што не дојде до загадување средината што предизвикуваат нуклеарките. И тука во секој случај нуклеарките се подготвени. Са оваа војна, ви кажав, во Украина што е војна помеѓу Русија и Украина, тоа се братски народ, тоа е едница држава. Тоа е војна нити против со Сатина, тоа е војна на Русија со еврејското лобби. Инаку, Русија целосно ќе поврати Украина, но има договор да се отстапат Карпатите за Орбан, значи да и се вратат. Не ми текнува кој беше главен град таму, бидејќи и угарците исто не се признани Украина и малтретирани како и русите, и руското население. Са борбата за Лавов Запад сака да го земе, бидејќи од Лавов и бандеровците се за време на Втората светска војна, таму и се поточно кажано и дивизијата пред Сталинград, а интересно за време на Романови, неговите советски се му рекол на царот, никогаш да не ја присвојува Галиција, бидејќи тој ќе донесе распад на царска Русија. Таа грешка ја прави Сталин, 39 година, и таму
не е случайно Бандеров се влегува Тиво, Полска, Праткулич и така нататък. Инако западниот дел, или потопно Галиција, и западниот дел на Украина, тоа е повеќе се католици. И кажа, во Европската унија се католички земји, една работа, значи православни. Само Бугарија бидејќи беше сојузник на Хитлер во Втората светска војна. Ја го поддржувам за овој потек господин Христијан Мицкоски, премиерот, и давам поддршка и треба да се до крај, ќе ќе успее, а Европа ќе попуши бидејќи премногу постапки направивме до сега, ако се на Европа е трудно, немате докази, кажам ono што го имам видено, што зборуват моите анализи, дека започна распад на ЕУ, тој ќе го направи и Трамп, и е за иста работа, бидејќи со тоа ќе до деинституализација на Германија, која ќе трета година во рецесија, кој би ги вратили ефтините руски енергетици, се смета дека до крајот на 2026 би била во рецесија, но тоа е големо знак прашање. Значи, предстои бурен период, уште еднашка, поддршка до премиерот и добронаслушност изјавата на Шредер дека Европската унија, Европа се земјите кои беа под Австро-Унгарија. А интересна работа уште да напомена, Шредер кој реков, не знам дали се уште, член на управниот одбор на Роснефт, тоа е огромна нафтена руска компанија, гигант, поточно кажано, има таму и своји акции. Него наследува Ангела Меркел, која до 2021 исто има одлични односи со Руската Федерација, се гледаат Северен ток 1 и Северен ток 2. Значи, од тие причини и Ангела Меркел да сменете, дали живе, не, тоа е друго прашање, дали не тината довничка, 2025 и доаѓа Шолц. Но веќе е касно да се исправат сите работи. Драги пријатели, ви посакувам добро ноќ, убав сон, со создател напред, Македонија пред се.